Измените на власта на кривичниот законник со кои треба да се поправи грешката од 23-та за драстично намалување на казните за злоупотреби направени од функционери. Веројатно во среда ќе ја одложи одлуката на Уставниот суд за укинување на овие спорни одредби. Според информации од судот се размислувало прво да му се даде шанса на собранието да ги донесе ваквите измени и доколку тоа се случи, да биде повлечен и предлогот за оценување на уставноста на измените од 23-та. Од Уставен официјално не ја исклучуваат ваквата можност. Предметот беше тема на разговор на денешниот состанок на судиите. Меѓутоа, одлука ќе биде донесена во среда, за кога овој предмет е ставен на дневен ред, велат оттаму. По критиките од Фелата и Европската Унија, Уставниот суд на 12 февруари поведе постапка за оценување на уставноста на експресните измени, што ги направија СДСМ и ДУИ со намалување на застареноста на кривичните дела, поврзани со злоупотреба на службата. Тогаш уставните суди определија рок на собранието од 6 месеци, односно до крајот на годинава, да ги направат потребните измени со кои ќе се ревидираат претходните одредби. Од друга страна, измените што минатата недела ги поднесоа пратеници на владеачката партија со образложение дека се поправа грешката од 23-та, предизвикуваат реакции кај опозицијата. Од СДСМ велат дека новите одредби се спротивни на директивите на Европската Унија. Ова директно го нарушува принципот на правна сигурност, утврден во ставовите на Венецијанската комисија и отвара сериозен простор за селективност и злоупотреби. Затоа го стопираат европскиот пат, затоа што Лаура Ковеши сите ќе ги реши. Дополнително со измените на член 353, злоупотребата на службена положба е во директна спротивност со Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата, УНКАК. Од левица пак тврдат дека со измените не се враќа правдата. Предложените решенија не соодветствуваат ниту со предскандалозните одредби, ниту со кривичниот законник, изработен од експертската работна група кој што со години стои во фиока. Практично, наместо за заострување на казнената политика, се создава правна рамка што овозможува побрзо застарување, поблаги санкции и реална можност за условни казни за најтешките форми на корупција преку облажување на казните, велат од партијата на Апасиев. Реакција има и од Блупринт групата за реформи во правосудството. Тие ги поздравуваат измените, но се сомневаат дека со нив може да се предизвикаат други последици. Тековните измени на кривичниот законник да се ограничат исклучиво на враќање на решенијата кои важеа пред 23-та. Да се повлечат или темелно преиспитаат одредбите за проширена конфискација кои овозможуваат одземање имот без кривична постапка и судска осуда. Да не се стеснува поимот корист само на имот на кориска и делата за злоупотреба на службената положба се дел од барањата на групата. Според објаснувањето од власта, со предлог измените се предвидени повисоки казни затвор за злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата, но и повторно враќање на злоупотребата во јавните набавки како потешко кривично дело, што беше избришано од СДСМ и ДУИ. Помалите казни за некои облици на кривични дела од оние што постоја пред измените од 23-та биле ставени согласно законодавството од европските држави, велат од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија.